Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо во форма на интервју. Јас моментално се наоѓам во моето студио, каде што обично ги правам интервјуата. Сега само во обратната страна, затоа што сум пред компјутерот, каде што веќе е спремно видеото со Мартин Најдовски за едитинг. Од другата страна се наоѓа полицата со книги која што вообичаено ја гледате кога сум со видео и кога ги правам интервјуата. Овој вовед го правам пред се за вас, да ви кажам едно огромно благодарам за сите кои што ме поддржувате, кои што ревносно ги гледате моите видеа и кои што ги препорачувате и на други. Благодарам за тоа и продолжите да го правите. Гледам дека со последното видео имаше еден значителен пораст на субскрајбери и тој број почнува да се движи кон 1000. Се сеќавам кога почнав да ги работам овие видеа, тој број беа неколку десетина, значи 20-30 за почетокот, и кога стигнав до 100 бев многу радосен, така што сега се доближувам до 1000 и сметам дека на 2,5 години работа со овој канал тоа е еден важен успех за мене, кој што го имам постигнато благодарение на вашата гледаност, на гледањето на овие видеа. Мојот соговорник денеска е млад човек кој што претходно имавме прилика на овој канал да го гледаме во две интервјуа. Едното беше стриктно за билкарство, другото беше за духовност и духовниот свет. И денеска, бидејќи тоа е жива енциклопедија, се надоврзуваме на една друга работа во која што е навлезен тој, а тоа е паганизмот како религија и начин на живење. Има многу што да каже поврзано со тоа, многу работи за кои што мислиме дека знаеме нешто, а всушност тоа се само предрасуди, така што ве оставам на еден час интервју со него во кое што буквално нема да трепнете со око, затоа што опфаќаме доста теми како што се паганизам, како што се вештерство, магија, магичен свет и така натаму. Уживајте и секое добро. Како што најавив, за мој соговорник денес го имаме Мартин Најдовски. Со него во првото интервју разговаравме за билкарство, значи тогаш го најавив како билкар. Предходното интервју го имавме есента и тогаш зборувавме за духовниот свет и оној медиумскиот дел од неговата работа го нагласивме. Случајот сака да тогаш бевме во близина на есенскиот солстици, а сега сме односно се извинувам, есенскиот еквинокс, а сега се наближуваме кон пролетниот еквинокс, значи отприлика 6 месеци како немаме разговарано со Мартин. И како што кажав и во претходното интервју со еден друг соговорник, луѓе со кои што не сме се виделе месеци, имаме што повторно да разговараме, особено што тие луѓе постојано имаат креативна работа и своји обврски поврзани со нив. Мартин, добре дојде. Ти благодарам многу за поканата, ти благодарам за повторно, да кажем, интервју, што ми дозволи едноставно да зборувам, да зборувам за светот на, да кажем, за магичниот свет, и се надам дека ова видео ќе им се допадне на сите и секако дека ќе научат нешто повеќе околу мистичниот и магичниот свет. Така, ние се обидуваме, кога велам ние, јас и ти, во овие интервјуа да го извадиме се она што е корисно и позитивно од овие разговори, затоа што има многу теми кои што под влијание на актуелниот миг се ставаат или во заборав, или се осудуваат, па така не се зборува за нив. И мислам дека паганизмот е една од тие теми. Кажи ми за почеток, вака куриозитет, дали паганство и паганизам не е навредливо име, затоа што нели поган во македонскиот јазик таа е конотацијата, или паганизам има друга етимологија која што можеби ние не ја познаваме? Види вака, значи паган како паган терминот, ако мене конкретно ме прашува, значи мене тоа не ме навредува воопшто. За мене
тој збор си е окей. Многу е битно, да кажем, коренот на зборот паган и што тој значува и така всушност ќе знаеме што е паганизмот како практика, како религија и слично. Значи зборот паган носи корени, значи длабоки во Стар Рим, каде што зборот паган значи буквално значува граѓанин, или зборот паганизм значи означува религија на граѓаните. Поради тоа што паганизмот е, да кажем, најстарата религија која што постоела на светот, каде што денес имаме повеќе врсти, да кажем, на паганизмот, исто како христијанството, значи каде што христијанство е еден генерален термин и на генерална терминологија за тој збор, каде истото е значи во паганизмот, значи паган како паган зборот. Прво, за многу луѓе, може би да кажам за доста луѓе со кои што имам комуницирано, конкретно во Македонија, некако зборот паган им вибрира многу негативно. Обично се нарекуваат многобожци, се нарекуваат практикувачи на старата религија, значи не го користат зборот паган како паган, бидејќи им вибрира лошо. Можам да се согласам со тоа, значи до некаде, бидејќи навистина зборот паган и паганизам е доста злоупотребуван и доста преименуван за да биде нешто лошо, за да може луѓето да се тргнат од тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако се навратиме во генералното и вистинското значење на тој збор, значи првично нема ништо лошо во тоа и е сосем нормално буквално да се користи, мислам дека воопшто не е навредливо. Затоа и како што веќе кажав, мене тоа воопшто не ме навредува, јас си го користам тој термин, значи паган, паганизам. Мислам дека нели сепак на крај на денот тоа е суштината на она што го практикуваме. Дали ќе го кажеме многобожство, дали ќе го кажеме паганизам, суштината е една и иста. Така, во контекст на ова знам дека многумина го употребуваат терминот староверство или родоверство, родна религија, нешто во тој стил, ама како што кажа ти се сведува на истата работа. Сега кога зборуваме за ова, мене ме интересира, а верувам и гледачите, значи дали сите овие пагански религии се една иста религија која што зависно од, да речеме, географското поднебје попримува локални имиња и локални празнувања, локални чествувања на тие божества, или станува збор за различни божества, различни ентитети кои што на различни територии се чествувале. Сега за да ти дадам пример, дали Один, Тот, Хермес, Меркур. Да. Те разбирам тотално што сакаш да ми кажеш. Така, сакам да биде појасно и за гледачите. Значи Тот, Хермес, Меркур, Один, Велес, дали тоа се различни божества или едно исто божество кое што во зависност од јазикот, од традицијата на локалното население, така се нарекувало и чествувало? Вака сега, значи прво и основно да тргнеме од тоа дека постојат два вида на паганизам, тоест го имаме неопаганизмот. Неопаганизмот е, да кажам, новиот паганизам, тоест паганизмот моделиран и конструиран во нешто ново, тоест во смисол на адаптација на паганизмот во ова општество, да кажам. Во неопаганизмот, за разлика од оној паганизам традиционалниот, ајде можем така да го кажам, генералниот, значи во неопаганизмот боговите повеќе ги гледаат како појави кои што или манифестации во природата. Во смисол на богот Перун, да кажеме, кој што е бог на грмотевиците, го гледаат како манифестација во громот, односно самиот гром е богот Перун, или силата во самите нив е всушност богот Перун. Или пак магијата и баењето е всушност богот Велес, кој што е бог на пасиштата, на стадата, на подземјето и воедно бог на окултните практики. Тоа исто така и се нарекува и мек политеизам, односно
оние појави, значи боговите, сите суштества кои што се во природата, да кажам, ги гледат како манифестација од истата. Додека во тврдиот политизам или во паганизмот како паганизам, како она традиционалното во кое што се категоризирам и јас, значи во ова гранка од паганизмот веруваме дека боговите се на вистина живи ентитети кои што владеат на тие елементи. Значи, они не се тие елементи, туку они владеат на тие елементи. Можеме да кажеме дека исто, меѓутоа, пак ќе кажам, генерално паганизмот како паганизам, да кажам овој вториот, е повеќе религиозен аспект, у смисол на веруваш во боговите, им оддаваш почит и сите тие работи, за разлика од овој другиот, се обединуваш, да кажам, на некој начин со нив и си едно од нив, значи се гледаш како дел од нив. Сега дали Меркур, Хермес, Тот и така натаму дали се различни ентитети, пак ќе кажам, тоа зависи до паганот, односно зависи до оној на кој начин го гледаме тоа. Меѓутоа, во моја пракса и од моје искуство можам да кажам дека сите овие ентитети се различни. Зошто? Од причина што сега многу има тука теории дека боговите се создадени од луѓето или без разлика, дури да се боговите создадени од луѓето, како што многу веруваат, значи секој ентитет кога има свое име, кога има своја енергија, кога има своја, да кажам, идеологија, кога има своја свест на некој начин, бидејќи тие верувања во тој ентитет всушност го оживуваат тој ентитет. Значи повеќе мислења, повеќе верувања, повеќе енергија обединети во едно создаваат, значи, нов живот. Така да дури во тој случај да кажам да боговите се направени од луѓето, како што многу. Да, повеќето веруваат, значи можеме да кажеме дека повторно тој ентитет е посебен од некој си друг, иако сакам да кажам дека сите богови се едно исто. Значи, можем да кажам дека таа една виша сила, како сакате наречете го творец, креатор, белата светлина, било како, е присутна во секој бог, во секое суштество, во секој од нас, па затоа на еден начин да, тие се исти меѓусебно, меѓутоа од друга страна тие се спротивни. Тоа е исто како луѓето. Ние сме сите луѓе, да, меѓутоа ние имаме посебни карактеристики, слава Богу, исто како прстите, значи од една страна се исти до некаде, значи со нивните, да кажам, енергии, со нивните действија, слично, меѓутоа од друга страна тие се посебни ентитети кои што секој ентитет си има своја улога и, да кажам, свое надгледиште врз кое действува. Одлично, мислам дека разјаснивме важна работа. Сега, пантеонот на она што ти го практикуваш како паганизам, значи твојата појавна форма на обожување, значи кои се божествата во него, кои се врховни божества, кои се другите останатите божества, колку ги има на број и каде во традицијата ги наоѓаме сивие работи? Значи вака, лично јас можам да кажам дека искрено, значи јас сум отворен за сите богови, тоа е прво. Второ, никогаш не сум се ограничувал да се ставам во категорија пример на стрикно египетски пантеон или стрикно наш словенски пантеон или стрикно норвешки пантеон. Значи јас сум отворен за сите, да кажам, пантеони, бидејќи на крајот на денот пак ќе кажам сите богови се едно исто и тоа е исто како да кажеме за некој христијанин да му речеш у смисол на дали само од сите светци, дали само пример Свети Никола би го имал како икона во домот или нешто слично, без разлика што се, да кажам, 40 и кусур светци. Истото е во паганизмот. Значи, да, конкретно имам некои мои божества на кои што повеќе им посветувам внимание, кои што, да кажам, се главен дел на мојот олтар, кај што ги изведувам моите молитви и сите тие работи. Меѓутоа не сум категоризиран во нешто конкретно,
значи не се ограничувам. Меѓутоа, во моментов, да кажам, пошто константно моите практики се променуваат, значи како наставно растам духовно, како пронаоѓам информации и сите тие работи, така и мојот пат, да кажам, на некој начин се зголемува и моите практики се менуваат, но едно нешто што не се сменило, значи од кога памтам за мене, значи од кога сум почнат на овој пат, е тоа што секогаш сум имал страст, да кажам, и љубов према египетскиот пантеон, норвешки пантеон, норвешкиот можам да го ставам, значи на врвот, бидејќи повеќето од боговите кои што ги славам и кои што работам се, значи, од норвешкиот пантеон, меѓутоа веќе во последно време, последнава, да кажам, па добра година, две и со нашиот, да кажам, словенски пантеон, меѓутоа норвешкиот и словенскиот пантеон можам да кажам дека се едно исто, значи боговите од на викинзите, да ги кажеме, се само преименувани со наши словенски имиња, меѓутоа нивните карактеристики, нивните действија, нивните легенди и митови врзани за нив се само превземени на некој начин и преименувани со наши словенски имиња за да можеме да ги разбереме, меѓутоа буквално е едно исто, само со други имиња, така да го кажам, така да за тоа и ми годи тоа. Така, сега малку зборувајќи за поп култура, овие нордиски богови беа многу интересно представени, многу, да речеме, нивниот култ беше многу интересно да се запознава преку оние што ја гледале серијата на History Channel Vikings. Да. Особено во првите сезони каде што се уште се на чисто паганско општество пред да дојде христијанството. Стварно е многу фасцинантен тој свет. Значи се гледа разликата помеѓу тој свет каде што умирањето се смета само како одење во Валхала, додека во нашиот свет умирањето и смртта се смета како нешто ужасно и страшно. Еден од, да речеме, примерите на тоа. Би било, да речеме, интересно и кај нас да се направи нешто базирано на таква една древна митолошка представа за тоа што е словенската митологија, како идеја за тие кои што се занимаваат со филмска индустрија. Да, дефинитивно. Кога го спомнавме пантеонот, ајде малку да позборуваме за празниците и, да речеме, ритуалните практики кои што се присутни во паганизмот, значи збориме генерално, да наброиме и да објасниме, а подоцна како потпрашање на ова ти ќе се задржиш малку на празникот кој што надоаѓа, тоа е пролетниот еквинокс, односно пролетната рамноденица. Значи првин да почнеме генералните практики и празнување во паганизмот. Вака сега, значи во паганизмот првично како религија кај нас, значи, првен не е секој ден празник, за разлика од некои други религии каде што секојдневно е по некој празник. Во нашата религија, во нашите верувања, бидејќи паганизмот е всушност религија на природата и се темели и всушност празниците кои што се слават се промените во природата, па така, значи, за секој солстици или за секоја рамнодневница, значи, има празник. Во смисол на еве сега како веќе што го најавивме, значи, за пролетниот солстици кој што е на 19 и 20 март, всушност така Еквинокс, и тие направи истата грешка како мене. Да, значи тоа е всушност нашиот така наречен пагански Великден. Потоа го имаме, значи, летниот солстици, кој што исто така, значи, е повторно празник. Потоа го имаме, значи, еквиноксот есенски, кој што исто така е празник, го имаме зимскиот солстици, и после зимскиот солстици, значи, имаме уште еден кој што обично се паѓа, значи, на 1 или на 2 февруар, каде што тоа е повеќе во смисол на кога веќе очекуваме пролета, односно доаѓањето на пролета, значи,
доаѓањето на светлата страна. Сакам да кажам дека претежно празниците во паганизмот се фокусирани на како се променуваат, да кажам, работите во природата, така и луѓето всушност ги славеле, односно почнувањето од сеењето на семето, па како семето расте, па нели плодноста, па потоа берењето на самиот плод, изумирањето, значи сето тоа всушност се слави животниот циклус. Затоа и да кажам во Вика, што е религија, да кажам, дел од неопаганизмот, има едно тркало кој што се нарекува тркалото на животот или тркалото на годината, со цел да се представат овие главните 8 празници кои што се слават. Меѓутоа, во овие главните 8, значи тие се едни и исти. За секоја гранка од паганизмот се едни и исти. Меѓутоа, имињата на овие празници се различни во секоја гранка од паганизмот. Пример, еве да кажеме овде сега во недела е всушност Остара, така се нарекува, значи паганскиот празник. Меѓутоа во словенскиот паганизам има едно име кое што се вика Јоди Гора, кое што всушност го означува буквално е истото. Значи сакам да кажам дека без разлика како ќе го накажем, како ќе го кажем името или и слично, концептот е еден ист. Сега горе-доле зависно со тоа во која група, да кажам, на паганизмот сме, значи тоа се носи и си повикува своји празници. Исто пак ќе кажам, кога го земам примерот, значи како христијанството, значи православието покрај, да кажам, Великден, кое што е карактеристично и за католизмот, значи и за другите христијански религии, како тие неколку празника кои што се карактеристични за целото христијанство, се карактеристични, меѓутоа православието си има плюс денови, плюс празници кои што се посветени на некои светци, католизмот си има посебни празници посветени за други светци, исто и во паганизмот. Значи зависно од тоа во која група се категоризираме, си има покрај тие главните 8, значи си имаме и други празници и практики. Сега практиките кои што се врзани, да кажам, околу славењето на овие празници, слично првично е тука ритуалот кој што се изведува, значи сега звучи нешто мрачно, звучи нешто, не знам ти што знам, меѓутоа не е ништо страшно, не е ништо лошо. Тие ритуали се едноставно палење свеќа и кажување на молитва или славење на тој бог или таа божица која што е карактеристична за тој ден. Еве пак ќе се вратам, значи пример за празников што ни доаѓа за 2 дена веќе 3. Значи за празникот Остара е всушност празник кој што е именуван по германската божица Остара или англосаксонската божица Истра, која што е всушност божица на зората, божица на природата и воедно она која што ја буди природата, па затоа и самиот празник значи си го носи своето име. Меѓутоа интересен концепт е тоа што, како што веќе нареков, значи божицата се вика Истра, а Великден на англиски се вика Истер, така да можеме да ги видиме сличностите, односно дека всушност христијанството само го земало овој збор, го применувала и го ставила буквално, го назначила, да кажам, тој празник. Иако сите практики врзани за Великден како Великден се пагански, значи од декорација со јајца, од декорација со врапчиња, со пилиња, со зајчиња, значи сето тоа е паганско, сето тоа е паганска символика и сето тоа е дел од митот за божицата Остара. Значи за тоа ќе ни треба едно друго комплетно видео, бидејќи доста долга тема е таа. Меѓутоа сакам да кажам дека пак ќе кажа практиките ки секого се различни. Но еве конкретно за мене, значи јас бидејќи сум високо свештеник, значи јас имам мој ковен, моја група, каде што се собираме, значи имаме во природа ние олтар, значи се собираме за овие главни празници.
каде што ги славиме боговите, значи си има статуа од секој бог кој што е значен, да кажам, и карактеристичен за тој ден. Принесување на жртви во смисол на палење на миризливи стапчиња, оставање цвеќиња како жртви, како дарови, мед, млеко, леп, некои карактеристични работи кои што се карактеристични за тој ден. Така, сега, јас пак ќе се надобрзам со еден филм кој што е базиран на историски настани, се вика Агора и ги објаснува настаните околу палењето на Александриската библиотека, каде што веќе на доаѓачкото христијанство во Римската империја тогаш, кога станува доминантна религија, се гледа како се пресметува со старата паганска религија во тоа време, односно со свештениците, свештенството на храмот во Александрија и преку храмот и библиотеката, каде што буквално толеранцијата е сведена на нула. Тоа е нешто кое што, убаво кажате, живееме во 21 век, толеранцијата треба да биде на прво место, односно треба да биде високо изразена. Во контекст на празниците сакам да те прашам за еден празник кој што го читав јас во книгата на Мерион Дзимер Бредли, односно таму убаво е опишана една сцена од тој празник, а тоа е празникот Белтеин. Добро. Малку повеќе околу празнувањето на Белтеин, како се празнува, кои се неговите корени, од каде потекнува и на што е посветен. Вака сега, значи Белтеин првично е, да кажам, може да се каже Халоуин во пролетно издание, бидејќи на 31 април, значи вечерта 31 април према 1 мај, тогаш и се слави, или дента на 1 мај. Значи во Германија постои празник кој што се нарекува Валтургиснахт или ноќта на Валтура. Тоа е божица која што е одговорна за шумите, божица на магиите, божица на некрстените деца и слично. Па затоа обично на оваа вечер, да кажам, е посветена така што децата одат од врата до врата, значи слично како, па ќе кажам, америчкото Халоуин. Но Белтеин како Белтеин, всушност се прослава, ова е празник на огнот, можам да го кажам, односно веќе кога тркалото се врти, значи после пролетниот солстици, значи веќе каде што, односно еквинокс, пролетниот еквинокс, значи доаѓа ноќта и денот се едно исто, значи се во комплетен баланс, исто темното и светлото се во комплетен баланс. Белтеин е веќе најавување на огнот, најавување на страста, најавување на дека ни доаѓа уште по-добро време, уште по-топло време. Значи ова е празник кој што е, да кажам, врзан. Можеме да кажеме дека Белтеин е исто што и Ѓурѓов ден, нашето Ѓурѓов ден. Значи традициите кои што се врзани за Ѓурѓов ден се врзани, дел од нив се врзани и за Белтеин. Па така, ова е празник каде што повеќе е посветен на плодноста, на страста, на забавата, на топлото време кое што ни доаѓа, на едноставно на убавото време кое што веќе не очекува. Меѓутоа, ова е празник каде што се верува дека самовилите се најактивни оваа вечер, значи 31 према 1. Па затоа сите оние луѓе кои што, ова зборувам, значи од старите што имам слушнато, дека оваа вечер, значи не треба никаде да испаѓаат, чисто да седат дома, бидејќи се верува дека самовилите играат во природата, значи го вртат нивното вилинско коло, па доколку некој се најде во истото, значи може да си направи проблем, тоест да го разболат со така наречена самовилска болест, која што потоа се лекува со бајање и слично. Исто така, значи, постои, па ќе кажам, сите овие христијански празници што ги гледаме, кои што се, да кажам, карактеристични овде за нашите простори, се всушност пагански празници, кои што се преименувани, практиките нивни се преименувани, значи почнувајќи од Ѓурѓов ден, почнувајќи од Коледе, значи сите овие се
врзани за нешто, само нивните дата, да кажам, се преместени горе-доле ден подоцна, ден порано, недела и слично. Така да Белтеин можеме да го кажеме како слично на Ѓурѓовден, меѓутоа и не баш исто. Така. Во едно од моите видеа јас зборував за паганската или астрономската позадина на Божик, каде што буквално Божик нели е денот кога е роден Исус, а буквално на 21 декември сонцето е во најниската своја точка, 3 дена стои во таа иста положба и на 25 декември е првиот ден во кој што почнува да расте на хоризонтот, што значи едно фигуративно раѓање на сонцето. Значи еден соларен култ кој што е само преоблечен во христијанско ру. Да. А многумина кажуваат дека има извадоци од Евангелието, јас сега не можам да го најдам точниот цитат, каде што кажуваат дека е запишано дека раѓањето на Исус е во период кога пастирите ги носеле своите стада на пасење и тоа во никој случај не може да е во декември, туку е некаде во пролет или во лето, што значи во еден друг период, но за да му се даде поголема силина и символика на овој празник е ставен во декември. И точно на таа дата. Значи ова само да те надополнам околу тоа колку христијанството се има накалемено на христијански празници практикување. Но ние да се вратиме на ова. Кажи ми колку практики како што се вештерството, друидизам, бајачките кај нас, народните лекувања за кои што ти си практично експерт, колку си овие работи се поврзани со самиот паганизам или се работи кои што се допираат, но не се паганизам пар екселанс? Да, значи претпоставува дека ќе го поставиш ова прашање во смисол на дали паганизмот и вештерството е едно исто. Не е исто. Значи, паганизмот е религија, вештерството, баењето, биоенергијата, исцелувањето со енергија, гледањето, сето тоа се практики. Значи, меѓутоа, зошто, да кажам, 99% од паганите работат и со вештерство, со гледање, со сите тие работи, бидејќи е некако поврзано, бидејќи паганизмот е отворен за тие терминологии, паганизмот е буквално, значи, сведен на природата, пак ќе кажам, значи, баењето, вештерството, вештичарење, како сакаш наречи, го гледањето и сето тоа се практики кои што се народни практики, значи тоа се можеме да ги кажеме во категоријата на фолк или народна магија. Сега, дали е исто, не е исто, значи некој кој што е вештер, значи или вештерка, или магионичар, или волшебник, или, пак ќе кажам, тоа се сетер, бајач, значи бајачите се вештери, да се разбереме, иако многу тоа го негираат, меѓутоа се што доведува до промена на она природното, да кажам, се што е манипулација на енергијата, се што е промена на вистината, на судбината, се е тоа магија. Сето тоа е вештичарење. Значи, дали е тоа бање, дали е тоа гледање, дали е тоа биоенергија, тоа е вештерство. Меѓутоа, човек може да биде христијан, да има религијата, меѓутоа да практикува вештерство. Како што, да кажам, 99% од бајачите го практикуваат. Тоа значи се христијани по религија, меѓутоа бајат. Тоа не е христијанство, далеко тоа е паганство, со тоа што како дошло до тоа, значи како интересно е всушност дека кога дошло во период на христијанизација во Русија, значи каде што магиите, баењето било да кажам во некои басми, во некои бајки кои што се баеле, значи одредени имиња се спомнувале на богови. И до ден денес, значи, во некои бајки кои што, да кажам, многу бајачки и бајачи ги бајат, не се свесни дека всушност споменуваат име на Бог или име на Божица и слично. Меѓутоа, со цел да го прифатат христијанството, меѓутоа и да не ги заборават нивните пагански практики, значи они се
преобразуваат во христијани, меѓутоа нивните практики во смисла на магијата, бајањето и исцелувањето, значи сите тие работи ги задржуваат со себе, со тоа што имињата во басмите нивни кои што ги бајат, значи ги преименуваат со имиња на светци, некои действија, значи веќе пентаграмот или било кој пагански символ преминува во крст, некои билки кои што се берат, кои што биле карактеристични за тогашно време е преминато во босилек и на тој начин всушност испаднало баењето. Така да баење, вештичарење, тоа се исто, поради тоа што, па ќе кажам, значи во паганизмот некако е да кажам, прифатено и е многу нормално, меѓутоа не секој паган се бави со магија, не секој паган работи, да кажем, енергетски, не секој паган се бави со истото, меѓутоа, да кажем, 99% е карактеристично, вклучувајќи ми и мене, значи, јас исто така се бавам со тоа, тоа е со магија, биоенергија, гледање и сите тие работи кои што се карактеристични, да кажам, и секако баењето нели тука. Меѓутоа, интересно е што многу бајачи кога ќе ги прашате дали се вештри или вештрека, меѓутоа, сакам исто да го напоменам за зборот вештичарење, вештер, вештрек и слично. Прво и основно, значи, луѓето се многу затуцени, се многу, да не речам, прости, бидејќи кога ќе се спомне зборот вештер, вештрека, вештерство, веднаш ги асоцира на нешто лошо. Меѓутоа, ако се навратиме во коренот на зборот, ќе го видиме зборот вешт, што значи дека вештери, вештреки, вештерство е всушност означува некој што е вешт во неговата работа или народски кажано, кога работата му оди од рака. Значи, за вештерство, па ќе кажам, се смета билкарството, за вештерство некогаш се сметало медицината, алтернативната медицина, за вештерство се сметала астрологија, за вештерство се сметала астрономија, за вештерство се сметало ако си ти по-интелектуален, ако ти го користиш мозокот за размислување, и ако размислиш со своја глава, тоа исто така се нарекувало вештерство. Значи, многу работи кои што луѓето не можеле да си ги дозволат да веруваат во нив, тоа било вештерство за нив и затоа многу луѓе и до ден денеска кој ќе рече некој е вештер, вештерка или се бави со вештерство, како Бог да чува кузне што да си им кажал. Меѓутоа нема ништо лошо во тоа, бидејќи зборот, па ќе кажам, вештерство, вештер, вештерка означува некој што си е вешт во својата работа, што си ја знае својата работа, што ја практикува својата работа и што едноставно му оди од рак. Значи, така да не гледам ништо лошо, меѓутоа, ете, за жал, многу луѓе се ограничуваат, го ограничуваат тој збор, го зацрнуваат тој збор уште повеќе, исто како и паганизмот, но да, не секој паган, значи, се бави со магија и не секој кој што се бави со магија се бави со паганизм. Значи, тие се два различни термини кои што во некои случаи се совпаѓаат, меѓутоа во други случаи, значи не, бидејќи имаме луѓе кои што се бават со магија и со вештерство од исламот, од будизмот, од хиндуизмот, од христијанството и така натаму, значи тоа е една долга линија која што до некаде, значи сите се сведеме на едно исто, дали преку бајање, дали преку магија, дали преку биоенергија, значи ако сме насочени да исцелиме нешто, да излекуваме некого и нешто слично, значи преку било која методика да стигнеме до тоа, значи главната поента е неиста, значи да се среди проблемот. Дали е тоа преку магија или преку биоенергија, преку бајање, и тоа е многу и не е битно. Така, види, за многу работи кои што се озлогласени во наводници, е така затоа што податоците кои што доаѓаат за тие работи доаѓаат од луѓето кои што ги прогонувале и од луѓето кои што ги истребиле. И сега ние ги имаме податоците од победникот, практично, нели велат историјата пишува победникот, а немаме автентични записи. Еве тука ќе ги споменам покрај нели вештерките и друидите кои што настрадале во западниот свет од католицизмот, тука ќе ги споменам и катарите, или ќе ги споменам богомилите кај нас. Тоа се луѓе истребени од црквата и
податоците кои што доаѓаат до нас се податоците кои што ни ги пренела црквата, кажувајќи ни тие се лоши луѓе. Нормално ние ќе го имаме тој впечаток дека се лоши, не знаејќи ја целата вистина. Значи овде само сакав да те надополнам во тоа. Види, искрено, знаеш како, до некаде и се сложувам со тоа, меѓутоа до некаде не, бидејќи не мора тебе некој нешто да ти кажува и ти треба да веруваш во тоа. Значи првен треба да размислуваш со своја глава, треба да имаш свое мислење и свој став. Значи ако некој тебе ти наметнува нешто да веруваш и ти при тоа го слушаш и веруваш во тоа, тоа значи дека ти на некој начин и немаш и карактер. Значи ти се сведеш по нешто што некој ти кажал дека тоа е така и дека тоа мора да биде така и слично. Значи тоа е едно одење само напред. Меѓутоа ако ти како личност, чекај, сакам да видам во смисло на дали е тоа така, да истражуваш, значи мораш да талкаш за да го добиеш одговорот. Ти не секогаш треба да се слушнат и двете страни. Не само едната страна као вој вака ми рекол и така, не, мора и двете страни. Тоа покажува всушност дека тие луѓе што се отворени, еве на пример ќе те земам тебе, бидејќи навистина си отворен за сите овие теми и мислам ретки се луѓето реално ќе ти кажам како тебе. Меѓутоа сакам да кажам дека таквите луѓе имаат пред се карактер и го имаат своето јас и знаат да размислуваат со своја глава. За разлика од некој кај што некој нешто ќе им каже, аха, тоа е така и готово. И повеќе не можеш да им кажеш, бидејќи некој им кажал дека тоа е така. И тоа покажува дека тие личности немаат свој карактер, немаат свој јас, не размислуваат со своја глава и тие се луѓето всушност кои што им го перат паметот. Само сакав да се надоврзам на што го кажа. Добро, знаеш, живееме во време на интернет, на мобилни телефони, односно смарт телефони, каде што во наводници знаењето е инстантно. Значи нема потреба да се проучуваат работите, се може да се пронајде на Google, а знаеме колку сето тоа е парцијално и погрешно. Но значи тука се разликуваат луѓето кои што истражуваат и луѓето кои што мислат дека еве конкретно околу христијанството знаат дека треба да веруваат во некаков бог и за Стариот Завет ќе го погледнат филмот од Чарлтон Хестон 10 заповеди и за Новиот Завет ќе го погледнат Исус од Назарет од Френко Зафирели и мислат дека знаат се. Всушност никој не им кажал дека се тоа филмски слободни интерпретации на режисерите и на сценаристите и дека немаат врска со самиот текст на Библијата, кој што јас еве од љубопитност сум отишол, сум ја прочитал, сум ја дискутирал со луѓе што се религиозни, во едно од видеата ја дискутирав со еден твој сограѓанин кој што е свештеник во една од христијанските конфесии. Еве, конкретно сум испраќал покани до други лица од конкретно од протестантски вероисповести и од православна. Само еден си има одзвано, сите други, значи или нема никаква комуникација или не се одзовуваат на тоа, дека јас велам сакам да разговараме за тоа што е ваша работа. Значи тоа што вие го проповедате и на овој канал слободно може да се разговара за било која тема. Друго прашање е зошто тие луѓе не прифаќаат, а во сопствениот простор нели разговараат односно зборуваат како да се супериорни во се останато. Но да се вратиме ние на нашата работа во конкретно, значи во контекст на ова што значи магија. Ево се први генерално магијата да ми ја дефинираш, па после ќе те прашам за еден специфичен тип на магија која што во нашиве краишта е доста интересна. Значи генерално за магија неколку зборови правим. Да, значи магија како термин е всушност магија е енергијата во просторот, значи магија е се оно што не обкружува, значи таа енергија во просторот каде што за разлика од како ние таа енергија ја манипулираме, таква и таа магија ќе биде. Значи магијата е неутрална, магијата нема боја, магијата не е нити црна, нити бела. Меѓутоа, постои црна и бела магија и сето тоа го ја дефинира намерата на оној кој што ја прави таа магија. Во смисол, ако јас оваа енергија што мене ме обкружува, ја насочам кон некого за лошо, тоа веќе е црна магија, тоа се категоризираме како црна магија. Меѓутоа, ако таа енергија во просторот која што се движи
ја насочам кон некој за добро, тоа можеме да кажеме бела магија. Меѓутоа, магија како магија во смисол на некој прави само црна магија, некој прави само бела магија, тоа се народни кажувања и приказки кои што реално не се и така. Меѓутоа, магијата како магија, како што реков, е енергија која што не обкружува, значи таа е и космичката енергија, значи има и други називи, да кажам, значи магија, космичка енергија, универзална енергија. Дури биоенергијата е всушност магија која што се насочува кон нешто, значи ја насочуваме кон некој орган, ја се насочуваме кон некој дел од телото, меѓутоа преку нашата намера, која што нашата намера нели во моментот да го излечиме човекот, ја насочуваме и тоа е всушност магија. Значи генерално кажано тоа е сеопшто нели околу терминот за магија. Але како што кажав, да, значи постојат и црна и бела магија, меѓутоа тоа е повеќе намерата на оној кој што ја прави магијата и дава боја на таа магија, али магијата како магија нема боја, тоест неутрална. Добро, сега како под прашање влашка магија која што на Балканот е озлогласена, да речеме, јас така имам слушано. Некои малку повеќе детали за неја и зошто е толку озлогласена? Сега ме погади со прашањето иначе. Влашка магија. Влашка магија, ќе ти кажам отворено, тоа ми е мојата омилена магија, да кажам системна магија поточно, бидејќи постојат повеќе системи на магија во смисла на влашка магија, египетска магија, вуду магија, худу магија, фолк магија, ромска магија, значи сите се вие називи за магија како магија да звучи вау или не знам ти што, меѓутоа на крај на денот магија се магија, дали влашка, дали не знам ти каква, едно те исто. Меѓутоа влашка магија да, навистина е за жал, навистина е прогласена за нешто лошо, меѓутоа пак ќе се навратам нистото, значи магија како магија нема боја. Те сега, да, значи и од страна на власите, инаку јас имам доста власи пријатели, јас кога бајам, значи моите басми се сите на влашки, и било што, значи јас власите навистина многу ги сакам, го знам јазикот влашки, ги почитувам, не сум влав, меѓутоа практиките мои се претежно влашки, бидејќи си имам некако многу удел имаат власите во мојот живот, али не е ништо лошо, бидејќи лошо се и погрешно се сватени луѓето. Не значи тоа дека секој влав практикува влашка магија или дека не знам ти што, да, можеме да кажеме дека едно од појаките магии кои што постојат на овие простори, меѓутоа не е нешто лошо. Значи, пак ќе кажам, има многу бајачи, значи бајачи кои што се власи, кои што бајат во смисол на уроци, уплав и сето тоа, значи тоа е влашка магија. Така да, има и луѓе кои што се бават со она, да кажам, црна влашка магија, каде што се изведува преку заклучување на некоја особа, во смисол на заклучуваат мажи да биде импотентен, заклучуваат љубовен аспект, заклучуваат плодност, како например многу луѓе кои што доаѓаат кај мене се заклучени од страна на некои други луѓе, во смисол на не можат деца да имаат, заклучени се за да не бидат среќни за цел живот. Значи има многу да се зборува во тоа, меѓутоа генерално, пак ќе кажам, нема ништо лошо во тоа, значи тоа е само еден феномен за да звучи нешто како вау и воено да се зацрнат власите како народ. Јас сум многу против тоа, иако пак ќе кажам, значи јас не сум глав, меѓутоа јас стојам цврсто пред нив и во нивна одбрана, бидејќи на некој начин ги прави луѓето да кога се во близина на некој кој што е влав да се осеќа несигурно, да се осеќа уплашено, да се осеќа неубаво, во смисол на вој ќе ми направи магија или не знам ти што. Не е тоа така, значи ако гледаме, секој на денешницава може по нешто да направи, секој се бави со по нешто, сега пак ќе речем дали е влашка магија, дали е друг систем на магија, тоа е едно те исто. Али дека постои, да, дефинитивно.
Па ќе го речем во влашка магија, значи спаѓа и бењето, спаѓа и исцелувањето, спаѓаат и некој вид, да кажам, лекување со билки, значи сето тоа е во тој систем. Веројатно, знаеш, гледајќи ги работите што ни се сервираат на медиумите, на телевизија, преку филмови или сега особено на интернет, ја заклучувам дека позитивната вест не е вест. Додека негативното е секогаш вест. И затоа од секоја една работа се црпи она што е негативно, за да луѓето ги влечат со таа негативна енергија, додека позитивното се става под тепих. Еве ќе ти кажам пример, значи Дракула. Романот за Дракула го има напишано еден англичанец во 19 век, Брам Стокер. Да. За кој што повеќето луѓе не знаат неговата биографија и кој што бил многу против источните народи. Ги мразел, особено ги мразел словените, во прв ред русите. И сакал да го отцрнува тој дел од Европа и затоа Дракула го има насликано така како што го има насликано во својот роман, кој што нема врска со историскиот Дракула. Тоа што историскиот Дракула пред се бил христијански владетел, кој што бил брана против напливот од Отоманската империја, односно турците, кон Западна Европа. Значи да не била неговиот отпор кон муслиманите, веројатно исламот ќе бил до Виена, па и можеби понатаму. Така што овој дел во романот никаде не е спомен, затоа што е позитивна информација поврзана со Дракула. На нас ни треба Дракула што пие крв, нели? Да, дефинитивно, да. Меѓутоа, се уште до ден денеска, значи, има, да кажам, верување околу тоа. Баш сега, пред некој месец, кога бев во Романија, дискутирав околу оваа тема, бидејќи имам доста пријатели кои што се и власи, и романци кои што живеат во Романија, кои што се исто така власи, кои што до ден денеска, да кажам, веруваат и се врзани со сликата на Дракула како вампир, со големи заби, со нокти, со крилја. Дури има многу, да кажам, тамошни, мислам со тамошната влашка и романска магија, нивната магија доста се залага на протерување и прогонување на вампири, демони и такви сили. Сето тоа, па ќе кажам, врзан е стравот за тој народ, па затоа морале да си ги имаат овие практики. И интересно е тоа што кај нив, значи, пред да започнат со некој ритуал или било што, значи првен имаат одредени молитви, басни, магични зборови, како сакаш наречи ги, кои што делуваат на протерување на вампири, ѓаволи, вукодлаци, самовили од просторот, па тек потоа работат она што треба да го работат со цел да просторот биде чист и прочистен, да кажем на некој начин. Ама па ќе речам, тоа е стравот врзан за народот кој што го предизвикал да прави нешто такво и веќе да премине тоа во практика, каде што секој еден потоа, нели, кој што се бави со тоа ќе го практикува и ќе го прави. Од оно јас што сум читал за духовни практики, конкретно за аурата кој што сите ние имаме, најлесен начин да се направи процеп во аурата на една личност која што е енергетската заштита околу нас е преку стравот. Значи стравот е една моќна алатка која што дури да не постои нешто како суштество во духовниот свет, преку стравот се создава. Нашите мисли создаваат. Доколку сме под влијание на страв и на негативни мисли, тоа што ќе го создадеме на ментален план сигурно нема да биде нешто пријатно. Дефинитивно. Сега, за да завршиме, ќе одиме со нешто што е малце бајковидно, што е така интересно. Магичниот свет, нели, на почетокот зборувавме за боговите, ама претпоставувам дека во овој конгломерат на теми како што е паганизмот не станува збор само за божество, ги спомнали самовилите, други ги спомнавме, нели, вампирите, вукодлаците, значи во тој магичен свет, во таа митологија на суштества, што се постои и какви се тие вили, да не набројувам,
ти ни кажеш малце повеќе, значи, за тој свет, за неговата хиерархија, за кои суштества што прават, како прават, каде се наоѓаат и така натаму. Да. Прво, ова е малце комплексно во смисол на во магичниот свет можам да кажам дека постои се она што е прикажано на телевизија, меѓутоа не така како што е прикажано. Првеќе ги земам самовилите, бидејќи јас со нив работам, бидејќи они се тие кои што на мои 11-12 години, кога за прв пат ми дојдоа, кога на некој начин ми го дадоа знаењето за баењето, знаењето за лекувањето, знаењето за билкарството и билките. Ќе открием еве тајната, бидејќи многу ми веат како знаеш толку многу за билките и лекови, рецепти и слично, значи едно од тие тајни е токму тоа, значи тоа ми е дар од самовилите, се што работам е дар од нив, меѓутоа не се представени, представени се многу погрешно во смисол на неова звончица, па малецки удовски со билци, слично, значи тоа далеко од тоа, самовилите напротив се жени кои што се навистина, значи сериозни, бараат сериозен пристап, познати се под и добри работи, меѓутоа и лоши работи. Можам да кажам дека самовилите, како и сите суштества надприродни кои што постојат во тој магичниот свет, да кажам дека се сите неутрални. Сега има некои кои што се поврзани, да кажам, за светлината, некои се поврзани за тамнината. Меѓутоа конкретно за самовилите, значи они се, да кажам, негде во средината, зависно до човекот. Но, како што реков, значи постојат самовили, да, постојат и вампири, кои што не се оние карактеристични вампири, во смисол на да се претвараат во лилјак, да спијат во сандаци и слично, значи тоа се всушност духови на луѓе, така кажано народски, каде што нивната крв е заживена, односно тоа се духови на луѓе каде што имаат пример сообраќајна несреќа, изгазени се од воз, удрени се од кола, убиени и слично. Некој од тие души, значи не преминува во духовниот свет, туку останува овде на земјата и со цел да се одмазди за тоа што му е одземен животот прерано, останува на земјата и почнува да прави пакост. До некаде можеме да ги поврзаме вампирите со овие што се демонски појави, до некаде, меѓутоа не целосно. Но дефинитивно постојат. Постојат и оние типичните џуџиња како од Снежана што ги... Така. Гноми. Гледано, да, тролови, елфови, значи сите се тие духови на природата, тие се сите чувари на природата. Дури во нашите, да кажам, во нашите краишта, у смисол на Србија, Балканот, да кажам, и во словенскиот паганизам, дури во словенскиот паганизам, значи го има тоа во смисол на дека секој дом си има своје џуџе кој што е заштитник, пообично старите, значи порано покрај огништето или позади вратата, значи обично ставале чаша млеко со 2-3 колачиња во смисол на да го, тие се нарекувале, значи домовои, кои што се всушност духови, чувари на самиот дом, кои што се верувале дека се, значи, малечки џуџиња со капи, со бради и обично, значи, тие биле одговорни да го чуваат домот, па затоа нашите стари, значи, им оставале млеко и на некој начин жртви, тоест понуди, со цел во смисол на еве ти понуда, штити го мојот дом за возврат. Постојат исто така нимфи, кои што нимфите можам да кажам дека се нешто слично како сирени, значи сирени и нимфа да, меѓутоа сирените и нимфите се повторно категорија во самовилите, значи нимфите и сирените се буквално самовили кои што надгледуваат над водата. Бидејќи има неколку категории на самовили, имаме самовили водарки, така наречени во народот. Тие се самовили кои што се наоѓаат покрај реки, покрај потоци, океани, мориња, значи во таа
да кажам, категорија спаѓаат и нимфите и сирените, кои што не се онаа со опашки и слично. Так ќе кажам, тие се жени кои што буквално се заштитнички над водите, значи они делуваат преку водите. Потоа ги имаме самовили планинарки, тие се самовили или горски самовили, горска вила, која што е исто така позната, тие се самовили кои што живеат во шумите, оние типичните самовили кои што го вртат колото, меѓутоа и во тие горски самовили категорија тука спаѓаат и овие џуџињата, елфовите, сите оние троловите исто така, значи спаѓаат, и ги имаме самовили на огнот, кои што се буквално змејовите. Значи змеј како змеј постои, дури има и многу, сега не знам, мислам дека од Марко Цепенков беше, ако не се лажам, доста бајање против змеј. Значи змејовите ги гледале како суштества, како демонски суштества кои што имале со цел, односно кои што делувале така што ќе дојдат навечер кај некоја девојка, ќе имаат сексуален контакт и змејот потоа се приврзува за таа девојка и константно, значи секоја вечер доаѓа. Истото се случувало и со мажите, значи змејот или змејовица, значи доаѓа кај мажот, имаат сексуален контакт, па затоа луѓето, значи, имале доста бања и доста билки кои што ги користеле у смисол на за заштита од змејови. Не биле представени у смисол на типичен змеј како што го знаеме, меѓутоа можам да кажам нешто слично, како змија со крилја, значи огнени змија, да ги кажам на некој начин. Ламијата исто така е доста позната, која што исто така е врзана во нашите народни верувања и можеме да кажеме дека ламијата е всушност женскиот аспект, додека змејот е машкиот аспект, значи го слушнато и од постари, бидејќи пак ќе кажам, овие се работи кои што се од нашата народно творештво, од етнолошки аспект гледано, бидејќи сите овие информации кои што ги доловувам не се чиста фантазија или не се нешто мој измислено. Значи ова се информации кои што сум ги собирал со години и се уште ги собирам, бидејќи јас обожавам да талкам по селата, обожавам да одам кај постари луѓе, да ги посетувам, едноставно да собирам колку што е можно повеќе информации, всушност знаењето за многу од работите покрај билките, покрај да кажам аспектот на билкарство, значи бање, верување и слично, се сето тоа пренесено знаење кое што го имам собирано, и затоа нели го кажувам ова, значи не е само некој магичен свет, туку навистина значи постоело и не е само Западот кој што верува во тие работи, значи го имаме и на нашиве краеви, само се познати под различни имиња и под други, да кажам, форми. Меѓутоа, клучната работа е една и иста. Така да, пак ќе речам, се на се повеќето од работите кои што се представени на телевизија дека постојат, навистина постојат, меѓутоа не се така како што се представуваат. Значи, тие си имаат своја функција, не се тука да не исполнуваат на желби, далеко од тоа, си имаат своја собствена волја, своја собствена енергија, нели, како што ние имаме своја собствена волја да правиме што сакаме, истото го имаат и они. Затоа тоа не ги класифицира нив да се добри или лоши, значи неутрални се, зависност од човекот, значи како ќе постапува така. Поготово за самовилите, значи имаме доста да кажам луѓе кои што се така наречени оградисани, односно омагијани од страна на самовилите, каде што тоа се карактеризира преку мозочни удари, парализа, епилепсија. Сите овие работи ги сметаат за самовилски заболувања или самовилски казни, додека пак во некои предани, во некои приказки, поготово од српски, значи од српски извори зборувам, доста јунаци кои што исто и крале Марко бил всушност ранет, односно поен на мали години од самовила, бил спасен од самовила, самовилата го спасил и многу јунаци всушност на тој начин добиле таа сила и таа моќ за да владат, бидејќи биле или чувани од самовили, биле или доени од самовили,
така да го гледаме тука добриот аспект на самовидите, у смисла на да помогнат на човештвото, меѓутоа го имаме и лошиот аспект, каде што на крај на денот јас стално се страшавам за тоа, секој по заслуга, кој како заслужил, така и ќе му прават. Така, Мартин, ти си жива енциклопедија на новие теми, така што просторот за наредно видување секако е оставен. Ти благодарам што одвои време, плодна работа и ние се гледаме во некој наредно интервју. Фала ти уште еднаш за понудата и за поканата и да, дефинитивно се гледаме во следно издание со многу повеќе информации и ти посакувам секое добро. И тебе.